Господин Галевска, вие сте партијачка која што секогаш се залага за правата на жените, посебно во парламентот. Вашите очи брутално беа газени жени партијачки. Како се вие гледате насилство во тоа? Да, тоа беше употреба на сила заради отстранување на живиот штит кој што беше создаден на говорницата и околу неа. Тоа беше во склад со членот од деловникот, но тоа беше нешто страшно што ни се случи. И службите не беа во лесна ситуација, предпоставувам, затоа што од нив се барало да воспостават ред за одржување на седница, а од друга страна беа соочени со жив штит, со свесни провокации за да дојде до насилство. Јас станав во еден момент за да изреагирам кога една колешка, најблиску што беше Тања, беше блиску до мене, но во меѓувреме она седна, ја беше оставена од службите, така што не продолжи во тој момент тоа. Инаку, мислам дека треба да бидеме свесни дека и жените и мажите сме еднакви пред уставот и законите, и во обврските, и во правата. Така што уставниот поредок треба да се чува и никој нема право да ја руши државата, ни маж, ни жена. Но ова нешто не би требало никогаш веќе да ни се повтори во нашето собрание. Велите свесни провокации, се извинувам, дали не беше свесна провокација тоа што им беа доделени картиците? Сепак тие се народни избраници, дека треба да се... Не, тоа не е точно, тоа е лага. Тоа е лага, прегледајте ги снимките, беа молени и од наши колеги пратеници да ги подигнат таму каде што и ние ги подигнавме. А вие знаете зошто не беа картиците на местото на масата каде што секогаш стојат. Затоа што масата беше запоседната и беше кажано ако ги оставите картиците, нема да ги имате и седница нема да има, ние сме решиле седница да нема. Затоа беа картиците повлечени кај секретарот на собранието и сите ние ги зедовме од таму. Ниту биле скриени, ниту ништо. Сите ке бевме среќни да можевме сите заедно нормално човечки да седнеме и да гласаме. Никому не му беше одземено правото за гласање. Тоа не би можела да ви кажам, меѓутоа буџетот требаше да се донесе. Премногу сериозна работа е тоа за државата, меѓутоа работите отидоа по некој друг тек кој што некој што го организираше сето тоа очигледно го посакуваше. Мене ми е многу жал поради тоа. Зошто, баш да ме интересира, зошто беше суспендиран член 70 од Уставот и новинарите беа отстранети без двотретинско мнозинство и не може да исполнат уставната одредба од член 16. Без никакво гласање, полицијата буквално видовме ги отстранети. Тоа не можам да го објаснам и не го оправдувам. Тоа е грешка очигледна. Ве обвинувам ви вас да сакале да На Маринела Тушева, телефонот на политичката Маринела Тушева. Напротив, кога станав на кај Тања за да едноставно изреагирав, во моментот видов дека е тука Маринела. Јас само посакав да не тргне некој од службите кон неа и само ја замолив немој, за да се повлече. Меѓутоа, очигледно во таа состојба на афект не ме разбра правилно. Тоа може да се види на снимките многу јасно. Полицијата ги извади новинарите надвор. По командна одговорност, тоа може само спикерот Бељановски да го направи. Не знам такви детали, не знам. Ке ги дознаеме сите работи дополнително. Вчера, предвчера се случи се во ова, сите работи ке ги знаеме дефинитивно утре, задутре, ке се знаат сите детали. Благодарам.